Доскоро морам да бидам искрен, јас не бев свесен дека таква една работа, преубава работа постои, дека ја организираат луѓе, млади луѓе од нашата земја. И кога моите соработници ми го предочија вашиот план, вашиот концепт, со задоволство се решив да бидам дел од овој настан и да ви се обратам. Најголемиот дел од работите кои мислам дека се значени за настанот, ги кажа нашиот модератор, домаќин. Јас ќе се обидам неколку елементи плюс да додадам, без да многу ја терам работава према тој политички дискурс, бидејќи тоа е најмалку потребно во однос на овој проект што го туркате сите заедно и за кој искрено ви посакувам успех и на глобалниот напредок се разбира. И да видам што поблиску до елементите кои дел ги чувме, дел можеби ќе ги кажат петте финалисти понатаму што ги инспирирало да предложат токму такви проекти, да работат на токму такви проекти. Мене ми се чини дека изворедниот избор на темите и минатата година и ова што е направено за оваа година покажува дека младите за жал не се доволно застапени во тој јавен дискурс во нашата земја и се претпоставува дека сите главни иновативни решенија и креативни некои солуции за да не биде животот подобар треба да доаѓаат од постарите или да кажеме ова моја средна генерација како ја нарекуваат. Ја никогаш не сум се согласувал со тој факт дека постарите треба да предводат или оние кои се не знам некое средно зрело животно доба треба да ги даваат главните решенија, а младите само да следат. Оваа тема што ја имате за годинава е навистина не можам да ја наречам како викате вие fashionable, не е модерна, не е, тоа е стварно на глобално ниво со години обработувана и претпоставувам дека оваа сега пандемија не натера и да ги користиме уште повеќе дигиталните алатки за на лицата со попреченост да им овозможиме да бидат што е можно по еднакви со останатите кои немаат такви пречки или проблеми. Значи како може дигиталната технологија да влие за поактивно вклучување на децата и младите со попреченост во образованието. Јас мислам дека најдобриот пример го имаме сега овој месец и половина од кога сме во военна состојба заради коронавирусот. Значи да ми речеше некој дека допред само 2-3 месеци, не години, дека ќе имаме, да не кажам, комплетна онлайн настава во основни и во средни училишта, ќе мислев дека е тоа претерување. Меѓутоа, гледате, се разбира дека немаме 100% покриеност, меѓутоа и во рурални средини, не само лицата со попреченост, сите кои се во основни и во средно, практично имаат можност, барем еден дел од наставниот циклус да го следат и преку дигиталните технологии. И јас мислам дека ова е вистинскиот пат по кој треба да одиме, за да и кога ќе заврши оваа ситуација, не ги забравиме дигиталните алатки кои ни помагаат. И допрва ќе ни помагаат уште повеќе во нашите животи, на сите категории на лица, а посебно на лицата со попреченост, да им го олесниме пристапот до образованието и до институциите државни. Не мислам дека само до образованието, иако е тоа круцијално, особено во формативните години на тие луѓе. Она што посебно ме бендиса во вашиот концепт, гледајќи го како е поставен и минатата година и годинава, е напорите на лицата, на луѓето што учествуваат, што ги нудат сите овие проекти, да нивните решенија имаат апликативна вредност. Ете, тоа секогаш било така, меѓутоа сега ми се чини уште повеќе, уште побитно, државата мора да застане зад решенијата кои ќе бидат апликативни, значи од кои ќе видиме некаков практичен ќар во нашите животи. И јас се разбира ги потикнам и оние кои само теоретски размислуваат или кабинетски размислуваат, што би било добро, меѓутоа ако тоа на крајот нема практична употребна вредност за секој од нас или конкретно за оваа категорија лица, мислам дека тоа не е добро да остане само во тие 4 ѕида кај што се истражувачите или младите креативци. Значи секогаш понуденото решение е многукратно повредно ако може практично да се примени и сосема конкретно да им помогне на лицата кои во овој случај кои имаат пречки во живењето. Ние сме, како што рековте, веќе втора година сме дел од оваа иницијатива и тоа покажува дека младата генерација, да ја кажам, грубо до 18 години, претпоставувам деца и младинци до 18 години, го фаќаат чекорот со глобалните тенденции далеку побрзо од средната или старата генерација. Претпоставам дека тоа секогаш било така, само што постарата генерација нема обичај да ги признава достигнувањата на младите и мисли дека се треба преку нив да оди. Чи втора година имаме исклучителен успех, минатата година бев информиран,
Сакам во оваа прилика да им го честитам на ако се вклучени, ако гледаат или ако го гледаат после ова што го правиме на тимот на Андромета кои направија навистина скромно кажано спектакуларен успех со нивното решение наречено Speak Out, кое е практично поддршка на жртвите од тој модерен термин за кој ние го знаеме дека постои кај нас со години, само го нарекувавме поинаку со локални изрази, булинг. Очекувам навистина со нетрпение од она што го разбрав дека до крајов на овој месец веројатно би можеле да видиме таа нивна апликација да биде во функција ставена, што ќе биде навистина изворедно. Минатата година да биде понудено и оваа година практично да биде тоа аплицирано е исклучителен успех. Ги поттикнувам сите други, дури и овие кои сега оваа година учествуваат да се гледаат на минатогодишните победници во оваа смисла и да црпат мотивација, ентузијазам, да вложат дополнителни напори за да го направат тоа што минатата година тој тим го постигна. Би сакал да завршам со тоа дека државните институции мора да ги препознаваат побрзо и подобро, сакат и подлабоко, напорите на младата генерација во овој дел на нудење креативни решенија за различни проблеми кои ги имаат не само младите, кои сите ние што живееме тука, и да им даваат простор, да им даваат ресурси, не само внимание, значи да ги помогнат сосема конкретно да ги развијат тие нивни идеи до крај. Инаку секој остане само на убави зборови и ќе велиме младите се нашата иднина, од нив очекуваме да ја водат државата утре заутре напред на сите полиња, образование, наука, технологија, така натаму, па и во политика се разбира, а ако при тоа не им помогнеме, тоа ќе остане само на зборови, во што за жал сите ние и од овој регион и пошироко сме прилично познати. Значи, ние мораме конечно да дадеме сосема конкретен придонес и помош како држава, како институции на луѓето кои се обидуваат да најдат креативни солуции за проблемите и предизвиците пред кои сме сите исправени. И тоа се разбира нема никаква врска со пандемијата, и со овој месец и половина живење во вакви карантински услови. Тоа има врска генерално со сите глобални проблеми кои се појавуваат сосема независно од државните граници и се, ја би рекол, преку генерацијски, значи се предизвици за постари, за помлади и за најмлади, и логично е тука да помогнеме и нашите да дадат придонес, нашите млади генерации, нашите млади истражувачи да дадат придонес, бидејќи знам, самиот сум бил децении наназад во образовниот процес и знам дека нашите млади генерации не се ништо, баш ништо подолу според својот талент од нивните врсници било каде во Европа или во светот. При тоа давање поддршка на младите креативци, мислам дека е важно да се поврзат меѓу себе за нивниот инпут да биде посилен, поефективен и за покус временски период и спорачно се разбира, че државните институции, приватниот сектор, граѓанските организации и да постои една синергија која би морала да има една единствена цел да овозможиме, како што реков, услови за младите, пронаоѓачи, иноватори, креативци и конечно, како што беше случајот со минатогодишните победници, да видиме за кус временски период апликативност, апликација, примена и практичен ќар, што би рекле постариве, од нивните решенија, нивните пронајдоци. Јас на крајот би посакал среќа на сите овие 5 финалисти. Би сакал секој од нив, ако е возможно, да биде прогласен за победник. Меѓутоа сакам да и ги охрабрам и оние што аплицирале на почетокот, не дошле до оваа фаза, а се разбира и оние 3 проекти и 3 тима кои нема да бидат во првите двајца, како велите, кои продолжуваат понатаму на глобалниот надпревар, да ги охрабрам и да им кажам дека во овој тип на надпревари, ако се нарекуваат надпревари, нема победници и поразени. Значи, сите оние што учествувале на овој конкурс се реални животни победници и би инсистирал, би ги замолил, би апелирал до нив и до година на вакви на слични иницијативи да се пријавуваат и да даваат свој придонес, затоа што вечерва ќе ги прогласиме тие двајца најдобри проекти, два најдобри проекти кои продолжуваат понатаму, меѓутоа се согласуваме сите дека практично сите се победници и оние кои нема да бидат меѓу првите двајца и нивните решенија, можеби не денес, можеби во некоја следна прилика, со известни модификации, со известни подобрувања, ќе можат и тоа како да го олеснат животот и на лицата со попреченост и на сите други, сите практично што живееме во оваа земја. Јас ви благодарам за приликата и за честа да се обратам на овој настан, на почетокот на оваа презентација. Јас ќе продолжам да ја следам вашата програма до 8:30, баш би сакал да видам кои ќе бидат првите двајца.
и на лайв стриминг, нема да ви бидам цело време на камера. Значи во наредниве 2-2,5 часа заедно со сите останати ќе навиваме за најдобрите. Благодарам уште еднаш за вниманието и ви сакам на вистина и после од кога ќе заврши целата ова криза да се гледаме, да се слушаме и по можност да земеме учество во ваков тип на, не би ги нарекол на превари, него настани од многу пошироко општествено значење отколку што тоа некому можеби денеска му се чини. Поздрав до сите учесници и однапред честитам на победниците. Благодарам.